Во Кавадарци продолжува интензивната комунална изградба, како во градот Кавадарци, така и во населените места. Се наоѓаме во една нова населба Белкамен, која што веќе заликува на урбана средина. Со нас е градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев. Градоначалниче, овој простор веќе е урбанизиран. Кавадарци доби и нова населба. Кажете ни што се опфаќа овој проект? Така, значи ова е продолжување на нашата градежна офанзива, комунална изградба во општина Кавадарци за 22 година. Значи по пробивањето на улица 5 од Тиквеш, така и населбата Белкамен, продолжување на населбата, комплетно ново урбанизирана населба и општина Кавадарци е веќе во чекор со самите граѓани, со вадењето на градежните дозволи. Тука имаме пробиено нови улици од 650 метра должина, негде околу 3600 метри квадратни, значи пробивање, тампонирање, комплетно осветлување. Исто така завршувањето на нови улици ќе биде и со улично осветлување. Значи комплетно завршени фази, така да општина Кавадарци во наредниот период, не само во оваа населба, и во сите други урбани населби и селски средини, комуналната изградба интензивно ќе ја довршува и негде сега тек започнуваме со изградба и нормално по завршувањето на овие вакви покрупни градежни офанзиви пристапуваме кон уредување на тротоари, паркови, зеленила и нормално рекреативни катчиња за најмладите од самите населби. Дали на ова населба ќе продолжи да се гради освен постоечките објекти, има ли интерес? Апсолутно дека има интерес. Тука станува збор за населба со индивидуално домове А1, така да нормално овие се приватни плацови во делот на нивниот развој и потреби на граѓаните. Мислам дека има голем интерес, некаде на општина Кавадарци можам слободно да кажам дека едно 20 дозволи градежни во на годишно ниво се издаваат баш тука на ова населба новоотворена. Градежната офанзива покрај што ја спроведува општината се градат и доста згради, значи Кавадарци овие години стана доста атрактивно во поглед на обезбедување на нови домови за кавадарчани, меѓутоа зошто да не и за жители од други општини. Да, со самиот факт дека невработеноста во општина Кавадарци е само на 4%, јас знаеме дека сме измеделски развиен регион и општина, и тенденцијата за купуваната моќ за станови и за индивидуално домување во Кавадарци е на голем интерес. Општина Кавадарци 22 година ќе заврши негде со 130 издадени градежни дозволи, што комерцијални, што индивидуални и А2 домување. Во моментот на повеќе локации се градат колективни стамбени згради, комерцијални објекти, исто така и индивидуално домување. Меѓутоа општина Кавадарци и проширува својата обврска према граѓаните, која што долго време не била завршена. Сами знаете дека има почнато многу булевари и улици, како Западен булевар довршување, улицата Лазо Асијата, 25 мај со Домовица, водоснабдувањето на Брушани, реконструкција на патот за Дреново. Пред 5 дена асфалтиравме во село Бохула 450 метра, асфалтирање на село Чемерско, че имаме на самиот влез од 600 метра, Бојанчите имаме поплучување, исто по нашите приградски села, како Дреново. Во Дреново предвидена изградба на дом со спортска сала, за да можат рекреативно меѓутоа и да спортуваат самите деца, пошто е живо селото, има доста население. Че имаме изградба на подрачна детска градинка во Дреново. Бегниште исто имаме изградба на повеќе инфраструктурни проекти во делот на реконструкција доградба Дабниште. Би ги споменал тука и Возарци со изградбата на фекалниот колектор кој што го направивме, ќе отпочнеме со изградба на атмосферска и фекална канализација и комплетно асфалтирање. Во село Сопот пристапуваме со изградба на спортска сала при училиштето и при самото село пред 2 години комплетно реконструиравме водоводната линија и атмосферска канализација. Наредната година го ставаме за комплетно асфалтирање, пошто доста се оштети самиот асфалт при изградбата. И во делот на здравствениот дом во село Сопот ќе имаме исто така подрачна единица при нашата градинка за подрачна градинка во село Сопот. Марена, да не заборавам да ја споменам, во делот на Марена предвидено изградба на спортска сала. Градинката во Марена се покажа дека е прав погодок и функционира одлично, исто и во Возарци градинката. Во Глишич се гради исто спортска сала и во Глишич се отпочна со изградба за ново теренско фудбалско игралиште. Јаспин се реконструира,
Постоја пристапуваме во Возрац и Дренова за изградба на нови фудбалски терени. Ова вака што можам да извадам дел од програмата која што очекува до крајот на годината. Исто не можем да не ги спомнам и 25 катчиња кои што ќе да правиме и при селски средини, меѓутоа и во урбани средини. Тоа се некаде од 150 до 300 метри квадратни детски катчиња, оградени со тартан подлога, со модерни реквизити. И мислам дека Кавадарци веќе си наликуван на општина која што е на повисоко ниво од многу други општини. Меѓутоа средството е благодет само на жителите на општина Кавадарци. Сами знаете дека и во делот на комуналните изградби, во делот на водоснабдувањето и во износот на комуналниот смет нема место каде што не сме пристапиле, нема место во делот на рестрикции освен дефекти на вода. И нормално тука би повикала и би кажала дека најголемиот проект, па можеби во последниве 20 години во Кавадарци се работи, тоа е грандот од 2,4 милиони евра кој што го посетивме пред неколку дена. Тоа се 6 вителни клучни проекти за реконструкција вода, канализација и атмосферска вода, со тоа ќе добиеме комплетно решавање на атмосферната вода, баш и од тука Белкамен, од кај Југокомерц, Марена, Глишич, Ваташа и буквално ние веќе го затвараме градот со поројните дождови кои што ги имавме претходно. И тоа е една подземна инфраструктура која што нема да ја гледаме отпосле, меѓутоа ќе биде благодет за граѓаните и нормално во нивното секојдневно живење. Рековте дека за 2 години од мандатот програмата ќе биде завршена, меѓутоа од ова што го кажувате може да се заклучи дека има доста проекти кои што не се влезени во изборната програма, а веќе се реализираат или се реализирани. Ние во средава анализиравме изборната програма и нормално имаме тим кој што секојдневно ја следи и ја прати. Многу проекти кои што не беа влезени во изборната програма, ние ги реализираме, дела се преку влада, дела се директно како општина. Ете, градскиот пливачки базен не го споменавме, кој што треба да се изгради. Граничниот премин работиме интензивно, меѓутоа тоа е меѓу републичка соработка која што треба малку потрпно да ја чекаме да се одобри. Нормално тоа што е ветрено во програмата ќе гледаме во целост за 25% да биде исполнето. Можем да кажем тука денеска е ова поготово значајно и за оние луѓе кои живеат во селски средини, во рурални средини, така во периферијата. Пристапуваме кон тендерирање на нови 4 автобуси и постојачите 4 кои што ги има општина Кавадарци, тоа се 8 автобуси. Од месец октомври секое населено место и градската средина ќе добие квалитетен јавен превоз. Тоа ќе значи дека секое село, населба и градската средина ќе имаат унифициран билет, карта за воžnја во самата линија. И луѓето кои што се и од Сопот, Марена, Возарци, Бошовијата и од другите села нема да плаќаат поскапо од градската средина за линијата. Значи тоа значи дека ако во градот биде, не знам, 50-60 денара билет за возење градска линија, иста цена ќе биде и за селски средини како линија до самиот град. Нормално тоа е ниска цена, меѓутоа ќе биде субвенционирана од локалната самоуправа, од општина Кавадарци, за да можеме тие жители кои што ги патуваат за нивни потреби секојдневни, а меѓутоа доаѓаат и на работа, а и децата кои што ги имаме од основно и средно образование, ги вклучиме комплетно во еден јавен систем, јавен превоз под општинска капа и мислам дека тоа е неопходно, затоа што и сами знаат дека енергијата се на многу високо ниво и реакцијата од граѓаните и нашите жители на територијата е дека јавниот превоз веќе е многу скап, односно индивидуалниот превоз во делот на такси или било што. Само ако можеме да кажеме дека едно такси од Возарци за една особа е 180 денара во еден правец, мислам дека е прескапо, а потребите на граѓаните се неминовни за патување град, село или обратно, така да тоа ќе биде голем благодет за општината. И не ги споменав исто и нашите основни и средни училишта кои што комплетно ги реконструиравме заедно со МОН, деловно и како општина Кавадарци, имаме здрави живот септември, едно квалитетно образование за самите ученици и во делот на настава, и во делот на нивната рекреација, во спортување и во други средини. Малте не оставаме ништо на случајност, градиме фотоволтаици. На 10 јавни обекти имаме изградено околу 200 киловат инсталирана моќност. Сега аплицираме уште за 2 проекта општински за изградба на 2 централи, едната на спортната сала Јаспин на кровната конструкција, другата на спортната сала Партизан.
тие се околу 370 киловати инсталирана моќност, тоа ќе биде директен благодет за граѓаните и за општината како приход од обновливи извори, за да можеме ова криза која што веќе е на многу висока граница да ја пребродиме, а да не биде на терет на граѓаните. Сами знаете дека 5-та мини хидроцентрала е во функција, која што носи приход за граѓаните, а тоа се со единствена цел да комуналната инфраструктура не ја ставиме на пониско ниво, меѓутоа и не биде на терет на граѓаните на високо ниво. Можам тука да слободно кажам дека Општина Кавација и во делот и на водата и на комуналниот износ на смет е на многу ниско ниво, споредбено со Велес, Штип, Струмица, метар кубан вода во Кавација е 20 денара, а во овие три општини кои ќе ги спомнав соседни и блиски е 35 денари. Така да ние ќе се трудиме максимално да ги задржиме цените. Плативи ги покачивме, ги подигнавме, ги усогласивме со минималната. Финансовата конструкција ни е добра и мислам дека како општина ќе одиме во прав правец. Бензинска пумпа ДМД Оил.